Добар ден, драги ученици, добре дојдовте на Е-училница, на часот по македонски јазик за прво оделение. Јас сум наставничката Марина Станиславова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготин. Денеска е вториот час од обработувањето на приказната за трите прасиња и денес имаме раскажување на приказна Трите прасиња. Што треба да научиме на овој час? Да знаете да раскажувате содржина на приказна по дадени прашања. Да се изразувате со целосни реченици, да одговарате на прашања поврзани со приказната, да знаете да одговарате на прашањата од активноста звезда на приказната и нормално да продолжете да ги сакате приказните. Сега на минатиот час, деца, ја прочитавме приказната, исто така и вие дома ја вежбавте приказната со вашите родители, затоа што имавте за домашна задача да направите куклен театар. Затоа на овој час ќе се задржиме на раскажување на приказната. Како да се научиме да ја раскажуваме приказната Трите прасиња? На кој начин ќе го правиме тоа? Значи, за секој дел од оваа приказна ќе ви поставувам неколку прашања. Вие со одговарањето на прашањата всушност ќе си го раскажувате делот. Така, на тој начин ќе си ја разработиме целата приказна и ќе научиме убаво да ја раскажуваме. Ајде да видиме. Кој си живеел на една фарма? Ајде, размислете. Морам само да напоменам дека на одредени места, ако чувствувате потреба да го сопрете видеото за да размислите и одговорите, слободно можете тоа да го направите. Кој се живеел на една фарма? На една фарма се живееле повеќе семејства на прасиња. Кој ги собрал прасињата? Ајде, размислете. Како би одговориле на ова прашање? Прасињата ги собрал таткото. Каде требало да тргнат најголемите прасиња? Најголемите прасиња требало да тргнат по својот пат, за да станат големи прасиња. Зошто биле среќни Темелко, Бушавко и Палавко? Што мислите? Зошто биле среќни? Така е. Темелко, Бушавко и Палавко биле многу среќни затоа што најпосле ќе можеле сами да живеат и да се грижат за себе. Ајде сега, слушајте внимателно, а јас ќе го прераскажам правиот дел. На една фарма се живееле повеќе семејства прасиња. Еден ден таткото ги собрал прасињата и им рекол: дојде време вие да тргнете по својот пат за да станете големи прасиња. Темелко, Бушавко и Палавко биле многу среќни што најпосле можеле сами да живеат и да се грижат за себе. Ајде сега да ги одговориме прашањата и од вториот дел и вие со самите одговори ќе си го вежбате раскажувањето на приказната. Зашто се подготвиле прасињата следниот ден? Така е, прасињата следниот ден се подготвиле за долгото патување. Што си ставиле на рамото? Ајде, размислете. Така е, деца, на рамото си ставиле по едно стапче и на него по една бовча со сладки јовоши. Што направиле пред да тргнат по патеката низ шумата?
Точно така. Пред да тргнат по патеката низ шумата, тие се поздравиле со сите. Каде стасале прасињата вечерта? Тие вечерта стасале до една прекрасна зелена ливада. Значи, како правилно би одговориле на ова прашање? Прасињата вечерта стасале до една прекрасна зелена ливада. Што направиле тие од кога легнале на тревата? Ајде размислете. Како би одговориле на ова прашање? Така е, ученици, од кога легнале на тревата, бидејќи биле многу уморни, тие веднаш заспале. Од кога ги разбудило жешкото сонце, што правеле прасињата цел ден? Ајде да видим. Од кога ги разбудило жешкото сонце, прасињата цел ден си играле, се бркале, се тркалале низ ливадата, се капеле во поточето и не воделе сметка за времето. Ајде сега овие два дела заедно ќе ги раскажеме. Следниот ден, рано наутро, прасињата се подготвиле за долгото патување. Се ставиле нарамо по едно стапче и по една бовча со сладки собоши. Тие се поздравиле со сите и тргнале по патеката низ шумата во потрага по ново живеалиште. Пешачеле цел ден и вечерта стигнале до една зелена ливада. Бидејќи биле многу уморни, тие легнале на тревата и веднаш заспале. Од кога ги разбудило жешкото сонце, тие веднаш посакале да си играат. Цел ден се бркале, се тркалале низ ливадата, се капеле во поточето, не водејќи сметка за времето. Што им рекол Темелко на своите братчиња? Ајде да видиме. Така е. Темелко на своите братчиња им рекол дека тие треба да си изградат куќа за да се заштитат од волкот. Дали Бушавко и Палавко го послушале својот брат? Што направиле тие? Така е, деца, Бушавко и Палавко не го послушале својот брат, тие не размислувале како него и си продолжиле да си играат. Додека Темелко се мачел да направи цигли од кал, за да ја изцита својата цврста куќа, како се однесувале двете братчиња? Ајде размислете. Како се однесувале тие? Така е, ученици. Тие само го гледале и му се подсмевале. Двете братчиња не се однесувале добро со него. Ајде да го прераскажеме овој дел. Темелко им рекол на своите братчиња дека треба да се изградат куќа за да се заштитат од волкот. Но Бушавко и Палавко не размислувале како него и тие продолжиле да си играат. Додека Темелко сам се мачел да направи цигли од кал и од кој потоа си ја созидал својата куќа, двете прасиња само го гледале, деца, и му се подсмевале. Што размислил Бушавко? Така е, Бушавко во еден момент си застанал и си размислил дека Темелко можеби е и во прав. Од што ја направил куќата Бушавко? Одлично, ученици, Бушавко ја направил својата куќа од гранки. Што работел Палавко додека Бушавко си правел куќа? Така е, ученици, додека Бушавко си правел куќа, Палавко само го гледал и му се смеел.
И да го раскажеме и овој дел. Во еден момент и Бушовко си подзастанал и си се подразмислил дека Темелко може би бил во право, но тој не сакал да се заморува како него и затоа си направил куќа од гранки. Тој ги собрал гранките, ги врзал и за кратко време ја направил куќата. Палавко само го гледал и му се смеел. Што сватил Палавко кога останал сам? Ајде да видим. Така е. Палавко кога останал сам сватил дека само тој немал куќа. Од што ја направил Палавко својата куќа? Така е. Палавко својата куќа ја направил од слама. Кој тропнал на вратата кај Палавко? Ајде, размислете што ќе одговорите. Така е, ученици. На вратата кај Палавко тропнал страшниот волк. Дали Палавко ја отворил вратата? Така, Палавко не ја отворил вратата и тој бил преплашен од волкот. Добре, ученици, ајде сега да го раскажеме и овој дел. Кога Палавко останал сам, тој сватил дека само тој немал куќа. Тој отишол на ливадата, насобрал слама и за многу кратко време си направил куќа, во која тој се чувствувал многу убаво. Но не поминало долго време и Палавко слушнал дека некој тропа на врата. Кога Палавко прашал кој е, волкот одговорил: јас сум, волкот. Но Палавко, преплашен, не му ја отворил вратата на волкот. Што се случило кога волкот почнал силно да дува? Така е. Кога волкот почнал силно да дува, куќичката на Палавко, која што била направена од слама, се распаднала, деца. Каде потрчал да се скрие Палавко? Одлично. Палавко потрчал да се скрие кај својот брат Бушавко. Што се случило со куќичката од гранки? Така е, деца, и куќичката од гранки се распаднала кога волкот почнал силно да дува. Како се чувствувале Палавко и Бушавко? Што мислите? Тие се чувствувале исплашено, деца. Палавко и Бушавко се чувствувале исплашено. Каде трчале Бушавко и Палавко да се засолнат? Така е, Бушавко и Палавко потрчале да се засолнат кај својот брат Темелко. И сега можеме да го раскажеме и овој дел. Кога волкот почнал да дува многу силно, куќичката од слама се распаднала. Палавко, преплашен, потрчал да се скрие кај својот брат Бушавко. Но волкот дошол и таму и почнал и таму силно да дува. Па тогаш се распаднала и куќичката на Бушавко, која што била направена од гранки. Палавко и Бушавко останале надвор. Тие биле преплашени од страшниот волк и со трчање отишле кај својот брат Темелко. Што се случило кога волкот почнал да дува на куќичката на Темелко? Ајде да видиме. Кога волкот почнал да дува на куќичката на Темелко, тој дувал се посилно и посилно, но многу се изморувал и никако куќата не успел да ја распадне. Куќичката не се распаднала. Зошто се качил волкот на покривот? Така е, ученици, волкот се качил на покривот за да влезе низ оџакот. Што поставиле трите прасиња? Одлично, трите прасиња поставиле котел со врела вода.
Каде избегал волкот од кога паднал во врелата вода? Така е, ученици, тој силно вреснал од болка и веднаш избегал во шумата. Ајде сега да го прераскажеме и овој дел. Кога Бушавко и Палавко влегле кај Темелко, тој го слушнале истиот глас. Волкот дошол и таму, но колку посилно дувал, толку повеќе се изморувал. И тој не успел да ја распадне куќата на Темелко. Тогаш се качил на покривот и се обидел да влезе низ оџакот. Но трите прасиња поставиле котел со врела вода и кога волкот се спуштил низ оџакот, паднал во врелата вода. Тој силно вреснал од болка и веднаш избегал во шумата, додека прасињата го гледале и му се смееле. Што им рекол Темелко на своите две братчиња? Така е. Темелко на своите две братчиња им рекол да му ветат дека ќе се однесуваат како добри, големи и одговорни прасиња. Како се чувствувале Палавко и Бушавко? Ајде размислете, како се чувствувале тие? Така е, деца. Тие се чувствувале посрамотено, посрамен. И тие си ја признале својата грешка. Како продолжиле да живеат трите прасиња? Така е, ученици. Трите прасиња продолжиле да живеат среќно заедно во зиданата куќа. Се надевам дека убаво се ја извежбавте приказната, извежбавте како да ја одговарате по прашања и како да ја раскажувате. Но не го прераскажавме последниот дел. Значи, ова е многу важен дел, зашто одовде извлекуваме и поука секогаш. Кога Темелко ги погледнал двете братчиња, тој им рекол да му ветат дека од сега натаму тие ќе се однесуваат како добри, одговорни и големи прасиња. Палавко и Бушавко биле засрамени, си ја признале грешката, се гушнале со својот брат Темелко и од тогаш сите три прасиња среќно си живееле во зиданата куќа, а волкот повеќе никогаш не дошол. Сега ќе имаме една активност, звезда на приказната, и ќе треба убаво да размислите кога ќе треба да ги одговорите следните прашања. Во звездата ни се трите прасенца, а околу звездата имаме неколку прашања. Кои ликови се во приказната? Ајде да повториме. Каде се одвиваат настаните во приказната? Кои важни работи се случија во приказната? Имаше ли проблем во приказната? Кој беше проблемот и како се реши? И последното прашање, кој беше твојот најомилен или најнеомилен дел од приказната? Ајде започнуваме со првото прашање. Размислете добро. Доколку имате потреба, сопрете го видеото, одговорете си, па потоа продолжете со одговор на следното прашање. Кои ликови се во приказната? Така е. Ликови во приказната се трите прасиња и волкот. Каде се одвиваат настаните во приказната? Настаните во приказната се одвиваат во шумата, на ливадата и во куќичките на прасињата. Кои важни работи се случија во приказната? Во приказната се случија повеќе важни работи. Прасињата тргнаа на долг пат за да се осамостојат и да живеат сами. Волкот дојде кај куќичките на прасињата и ги нападна и нормално и распадна двете куќички на Палавко и на Бушавко. Прасињата останаа да си живеат заедно во куќата на Темелко. И тоа беше многу важно. Имаше и многу други важни работи, но и вие ќе размислете кои се тие. Имаше ли проблем во приказната и кој беше проблемот и како се реши?
Во приказната имаше проблем кога волкот ги издува и распадна двете кутички. И на Палавко, и на Бушавко. Се реши проблемот така што прасињата поставија котел со врела вода и волкот падна во котелот. Се изгоре и за секогаш си замина. Ајде сега и последното прашање од оваа активност. Кој беше твојот најнеомилен дел од приказната? Размислете, деца. Не мора да значи дека овој најомилен дел или најнеомилен што ќе го кажам јас, треба да ви е и вас најомилен, но ова е само еден пример. Најомилен дел е кога прасињата среќно си останаа да живеат заедно во кутичката на Темелко, а најнеомилен дел кога волкот ги дувна кутичките на Палавко и на Бушавко. И нормално задача на крајот од часот. Имате за домашна задача да нацртате ѕвезда и кругови како овие што ги гледате на слайдот. Може да бидат и поголеми, да ги нацртате на поголем лист, например лист од блок. Да се илустрираат, односно нацртаат одговорите на прашањата во круговите. Наместо да ги пишувате, затоа што сме уште малечки, не можеме да пишуваме, вие, деца, одговорите ќе ги нацртате во круговите. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме на некој следен час.